Едно насилство не започнува директно со убиство, прво со закана, па заплашување и потоа следува молк. Тишината е најлошото нешто бидејќи тогаш се подготвува теренот за насилство, сметаат психијатрите. Наместо проблемот да го искорениме, оставаме да потрае и потоа се прашуваме зошто се случил. Жртвите пријавуваат, психијатрите алармираат, но институциите бавно реагираат, смета психијатарот Стојан Бајрактаров. Често сме сведоци на такво едно најавено насилство, кој го имаме и спрема нас како здравствени работници, меѓутоа кај нас си доаѓаат и многу жртви на семејно насилство и ние за тоа редовно пријавуваме и за заканите спрема нас и за заканите или со нашо се соочуваат жртвите на семејно насилство. И мора да кажам дека тука недостасува еден одговор. Тука мора да има еден заеднички одговор на здравствените служби, ние од наша страна како клиника за психијатрија сигурен сум дека тоа го правиме, меѓутоа и на социјалните, и на службите на полиција, и на судскиот систем. Казните мора да почнат да се спроведуваат, за сторителите да знаат дека доколку направат насилство, ќе бидат казнети, додава Бајрактаров. Смета дека агресивното однесување стана предзнак за успешност, а превенцијата е клучна за да не се доведеме во иднина да имаме нови жртви. Треба да се преземаат мерки, не да се остане на тоа дека некоја превентивна слаба мерка или опомена може да спречи нешто кое веќе е во најави за кој има јасни индици. Посебно ако се пријавува, како што ние сме сведоци, може да зборам за многу случаеви, која се пријавува и од страна на жртвите на насилство, и од страна на деца, долгогодишно пријавување, дека им трпат, например, насилство од татко алкохоличар, дека мајката трпи насилство, и освен една опомена или по некоја казна, не се презимаат вистински чекори. Така да, навистина, мислам, и тоа, мислам дека тоа треба што поскоро да се преземе, да направиме еден систем кој навистина ќе биде во функција и навистина ќе биде со цел да се заштитат сите тие жртви на насилство, тоа е да се превенира или да се казува едно такво насилничко однесување. Секоја премолчена навреда, закана, психичко или физичко насилство, секој нереагиран напад или инцидент е чекор поблиску до трагедија, сметаат граѓаните и бараат да се прекина тишината, насилниците да се казнуваат, а жртвите заштитат. Изминатиот период јавноста згрозена, но и уплашена од случувањата во државата. Речиси да нема ден, а да не е евидентиран случај на насилство. Статистиката на МВР покажува дека минатата година биле извршени над 1000 кривични дела.